Редовна рубрика, ви информираме за сето она што е ново и актуелно во Агенцијата за катастар на недвижности. Ова утро фокусот го ставаме на електронските услуги кои што ги нуди катастарот, а на оваа тема разговараме со нашата гостинка. Велам добро утро за Светлана Димитриевска, помошник раководител на ИКТ секторот. Добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Во ова модерно време на живење, електрониката, компјутерите, смартфоните го диктираат на некој начин и животот. Дали се модернизира работата во Агенцијата за катастар на недвижности и кои се оние услуги кои што ќе можат по електронски пат да ги добијат граѓаните? Така. Агенцијата за катастар на недвижности значи континуирано работи на осовременување на своите информатички системи. Има дистрибутивен систем со широка палета на продукти. Но пред да дојдам до нештото, значи кој е патот кој што е изуден за да се дојде до сето ова. Има воспоставено електронски систем, тоа е информационен систем кој што ги поддржува бизнис процесите во Агенцијата за катастар на недвижности, за одржување на катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти, што е во суштина надлежност на Агенцијата за катастар на недвижности. Тоа е клучен систем за државата од витално значење, значи за непречено функционирање на целиот промет на недвижности, запишување на товари, хипотеки, ограничување и така натаму. Значи овој систем во суштина собира податоци, ги обработува, ги одржува, ги архивира огромни количини на податоци. Првично воспоставувањето на системот е со атрибутни податоци, да во еден момент се приклучат и графичките податоци. На една таква добра основа на податоците од продукцијскиот систем воспоставен е и дистрибутивниот систем со својата палета на продукти, што граѓанинот кои електронски услуги може да ги добие од овој електронски систем. Значи имаме повеќе категории на продукти, тука се катастарските продукти со имотен лист, лист за предбележување на градба, катастарски план, извод од катастарски план, список на катастарски парцели. Потоа имаме производи за геодетски точки, имаме производи за картографски продукти, значи тука се топографските карти во векторски, во растерски формат, различни размери, ортофото, бело и црно, имаме административни граници, имаме веб сервиси за сите продукти кои што ги спомнав погоре, значи веб сервисиве ги поддржуваат истите. Во контекст на продуктите кои што ги споминавте, како може да се добијат услугите, односно што треба да направи граѓанинот за да може да добие по електронски пат некоја услуга? Значи единствено нешто што треба граѓанинот да го направи е да има интернет пристап. Значи тој може да пристапи од својот дом, од својата канцеларија, од нашата држава, надвор од нашата држава, значи секој што има интерес, има интернет пристап, значи може да пристапи до нашите продукти. Се што треба да направи е да пристапи на нашата веб страна www.katastar.gov.mk, има икона дистрибутивен геопортал, доаѓа до порталот, одбира соодветен продукт, се регистрира и истиот го купува. Си ги внесува податоците за катастарската општина, парцелата, кликнува на имотен лист и оди на платата. На платата е автоматски, значи имаме имплементирано автоматски тарифник, така да услугата, цената на услугата е единствена, било тоа да од било кој место и било кој да ја нарачува, услугата за продуктот е една. Она што ги интересира веројатно граѓаните кои што сакаат по електронски пат да добијат некоја услуга, дали документот кој што им е потребен може да го добијат по електронски или пат или во хартиена форма? Значи граѓаните доколку имаат потреба да документот да биде во хартиена форма, имаат опција тоа да го направат и во хартиена форма. Значи има избор на самиот почеток дали продуктот сакате да биде во електронска форма или во хартиена форма. И двата типови на документи се јавни исправи, значи електронскиот е дигитално подпишан, исто и во хартиенот. Ако граѓанинот одбере дека тоа сака да го добие во хартиена форма, на домашна адреса, значи стасува имотниот лист, да речеме конкретно. Доколку па граѓаните кои што сакаат да направат промени во катастарот, односно промени во инфраструктурните објекти, дали пак за овие услуги мора да се дојде во катастарот или може и по електронски пат? Така. Значи, со поврзувањето на електронскиот катастар се направи засебен модул, електронски катастар шалтер. Тоа е за сите професионални корисници, приватни геодетски фирми, нотари, министерства, единици на локална самоуправа и други институции, и сите тие во име на катастарот, значи ја вршат услугата поднесување на барања за промени. Така да граѓанинот доволно е не да доаѓа на шалтерите на Агенцијата за катастар на недвижности, во првата геодетска фирма, да дојде, да ги поднесе барањата, тие се скенираат, дигитално се подпишуваат, автоматски доаѓаат, значи во електронскиот катастар, автоматски се распоредуваат за
работа и после тоа предметот се спроведува и назад повратно се добива информација дали предметот е позитивно или негативно решен, значи во зависност од склопот на документи кој што е прилог на барањето. Така, сега, откако ќе се поднесе, да речеме, барање за промена во катастарот на недвижности, дали може, да речеме, да се следи по електронски пат до каде барањето? Што се случува? Има ли во меѓувреме нешто ново? Значи, катастарот на недвижности е имал возможно и таа услуга. Со поднесувањето на барањето, во секое барање, значи на долниот дел од потврдата за прием на барањето, стои лозинка со кој што граѓанинот може да го добие статусот на решението на барањето. Доаѓа на нашата веб страна, повторно имаме икона за преглед на статус на барање, ја внесува таа лозинка од 10 карактери и го добива статусот на своето барање. Така да граѓанинот, значи од својот дом, може да добие информација дали неговиот предмет за работа е решен во катастарот, кога е решен и кој е статусот на решавањето. Во контекст на темата која што говориме, електронските услуги кои што може да ги добијат граѓаните од Агенцијата за катастар на недвижности, би сакала да испромовираме и мобилната апликација која што им стои на граѓаните на располагање, ИКАД апликацијата. Сега, како може да се симне, кој може да ја користи, како може да ја користи? Интересна и необична, ајде да прокоментираме. Да, таа е доста интересна апликација. Како први да кажам, таа е бесплатна апликација, значи единствено што треба повторно граѓанинот или било кој друг да има интернет конекција, да пристапи на нашата веб страна и да ја преземе истата. Кои се бенефитите? Значи, таа локација дава информации и графички приказ за вашата моментална локација на терен. Што значи? Значи, доколку во нашиот телефон ја имаме преземено истата, сме некаде на терен, на некоја парцела, во тој случај добиваме информација за графичкиот приказ на парцелата, како и податоци за сопственикот, површината на парцелата, културата на парцелата и така натаму. Имаат ли граѓаните пракса да ги користат електронските услуги на агенцијата? Како е впечатокот до сега? Да, значи доста се користат електронските услуги, така да еве за пример преку дистрибутивниот портал, значи за последниот месец, за месец мај, купени се околу 11.000 продукти, а доколку преку ЕК-шалтер апликацијата, значи поднесени барања преку електронскиот катастар се од прилика 50.000 барања, од кои еве како за пример околу 1.500 се запишување на хипотеки, товари, ограничувања и така натаму. Се заштедува време, се заштедува пари. Така, се заштедува време, се заштедува пари, нашите шалтери се растеретени, меѓутоа и граѓаните и професионалните корисници го заштедуваат своето време, не доаѓаат на шалтерите, него тоа го обавуваат од својата канцеларија и во секое време имаат пристап до податоците. Благодарам за информациите, што од прва рака некако ги информиравме граѓаните кои електронски услуги може да ги користат од Агенцијата за катастар на недвижности. Ние имаме редовна рубрика со вас и навреме информираме за сето на што е ново. Благодарам. Ви благодарам и вам. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение третиот и последен информативен блок.